Jam I bindur se në një farë mënyre organizatën botërore të shëndetësisë e gjeti pak të papërgatitur. COVID-19 пандемијата е еден заеднички непријател. Мојот одговор е дека ние сме фактички во војна, но само знам дека дистопична ќе биде. Во мај 2020, во екот на пандемијата, Агенцијата за вработување на Северна Македонија ќе идентификува 121.187 невработени лица. Коронавирусот драматично го промени животот во нашата земја. Сето тоа што го препознававме како нормално во јавниот живот, во социјалната интеракција и комуникација, сега е на тест. Како никогаш досега, ќе изјави председателот на владата на Северна Македонија, Оливер Спасовски, на 30 март 2020, представувајќи го комплетниот пакет економски мерки на владата за справување со кризата. Во рамки на овој пакет мерки ќе се определи помош за спортистите и уметниците во износ од минимална плата од 14.500 денари за април и мај. Месечна плата за граѓаните што останале без работа поради кризата во висина од 50% од просечната плата на работникот. Надомест од 7.000 денари по домаќинство за лица без работен ангажман или лица кои биле дел од неформална економија, како и запирање на законот за извршување до крајот на јуни 2020, одложување на кредитите кај банките, намалување на ратите и репрограмирање на кредитите кај финансиските друштва и лизинг компаниите и одложување на плаќањето закуп за корисниците на социјални станови. Извештајот на Гордана Матковиќ и Пол Стабс со наслов «Социјална заштита во Западниот Балкан», издаден од страна на ФЕС Сараево на 24 јули 2020, мапира повеќе аспекти од пакетот мерки за антикризна социјална помош и социјални услуги во Северна Македонија. Според авторите, бројот на пријавени случаи на домашно насилство во државата пораснал за речиси 45% во текот на месеците април и мај 2020, во споредба со истите месеци во 2019 година. Како една од можните причини за ова зголемување се наведува задолжителниот 14-дневен карантин, кој што го отежнува евентуалното бегство и закрила на жените жртви на насилство. Културните работници, како група, преживуваат едни од најсериозните последици на пандемијата, како во државата, така и во светски рамки. Во Северна Македонија, пандемијата создаде проблеми на повеќе нивоа и во повеќе културни сфери. Културните институции беа затворени, а настапите и патувањата откажани. На 25 јуни, представници од владата и представници од Сдруженијето на културни работници ќе одржат работен состанок во паркот на франкофонијата, каде што ќе разговараат за предлог протоколот за организација на јавни настани, вклучувајќи ги и поголемите културно-забавни манифестации во услови на епидемија на коронавирусот. По неколку дена и по консултацијата со Комисијата за заразни болести, владата ќе објави протокол за организација на културни настани и работење на институциите од областа на културата. И образованието како сектор доживеа различни предизвици предизвикани од пандемијата, од импровизирани училници, технички проблеми, злоупотребување на домашните задачи и неможност за пристап до предавањата меѓу другите на светско ниво. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутиереш ќе илустрира новонастанатата ситуација за учениците како генерацијска катастрофа, која што би можела да доведе до губење на незамислив човечки потенцијал, да подрие децении на напредок и да ја засили врежаната нееднаквост. Оваа криза за образовниот систем нема да ја одмине ниту Северна Македонија. Напротив, според анализата на Улицев во партнерство со Finance Think и USAID, пандемијата довела до зголемување на детската сиромаштија за 4%, а зачестена е и појавата на дебелина кај децата и фрустрација поради седење дома. Во продолжение, студијата истакнува несоодветно подготвен наставен материјал.
Мислам дека на глобално ниво ова е нешто што, да речам, не затекна сите. Го затекна целиот свет и сите земји. Исправувањето е различно. Не можеме да дадеме една оценка за сите земји и зависи од неколку аспекти. Првиот аспект е колку самите системи, здравствени системи, системите за социјална заштита, економските системи беа подготвени, односно беа стабилни и силни и пред самата криза. Оние земји кои што имаат појаки здравствено, економско и социјални системи секако дека подобро се справија со кризата, а дополнително тука и самата транспарентност на институциите би ја спомнала како многу битен фактор, одговорноста да се превземат мерки кои што ќе бидат во насока на зачувување на јавното здравје. Така да искуствата секако се различни, некаде имаме подобро, некаде помалку добро справување, но дефинитивно беше една лекција и учење за целиот свет. COVID-19 пандемијата е еден заеднички непријател кој што речиси во исто време ги зафати повеќе земји, односно сите земји ни се целиот свет, така да тој е еден заеднички непријател со кој што треба да се избориме сите заедно, а ќе се избориме доколку редовно и правилно ги имплементираме препораките кои што се дадени од страна на релевантни институции, како што во случајот се Светската здравствена организација, Центарот за превенција на болести, истите тие во вид на алгоритми се имплементираат од страна на нашето ресорно министерство, конкретно Министерството за здравство, заедно кој што формирал едно советодавно тело на министерот, тоа е Комисијата за заразни болести. И сметам дека само со правилно имплементирање на мерките од страна на граѓаните на Република Северна Македонија, од страна на институциите во рамки секој во рамки на својата работа ќе се избориме заедно против овој заеднички непријател. Далеко од временска дистанца. Обратно, до прва на доаѓа на лошото, тоа се плашам. Сите најави се такви. Така што не само што нема временска дистанца, туку нема ни позитивна временска дистанца, затоа што не знаеш какви времења уште доаѓаат. Временска дистанца може би ќе биде за 5 години, доколку ова заврши за 2-3 години. Отприлика толку е предвидувањето. Така што многу повеќе треба да мислиме на тој фамозен септември. Па зошто? Па тогаш ќе се вратиме од годишниот одмор. Кој е тазе вратен од Охрид? Охрид е полн, така? Што мислите тоа нема? Тоа не значи дека ја нема да одим, сите ќе одиме на одмор. Но треба да бидеме свесни дека одговорноста, ризикот е наш, слободата е наша, но и одговорноста е наша. И тукаш веднаш доаѓаме на она тешко филозофско етичко прашање. Никако да сватиме дека слободата подразбира одговорност. Ако имаш слободно движење, имаш право, нели? Кој тебе ќе ти го ускрати правото да одиш на годишен одмор? Па макар ли во Македонија, како што нели е најдобро. Но и тоа треба да бидеш свесен дека одговорноста е прво твоја за последиците и треба да предвидиш дека најверојатно ќе има зголемување, зашто што повеќе луѓе не бла бла бла. Остатокот од приказите го знаете. И никако ние тоа да го сватиме во нашето секојдневно однесување. Затоа претпоставувам дека ова е лоша вест, нели? Моje лошо предвидување, а за жал сите мои лоши предвидувања за 20-30 години се остварија. Тоа ми дава за право да предвидам дека најверојатно во септември ќе бидеме на големен број, па нешто ќе се спласне, ќе се стиша преку зима, наспротив, или за разлика од оние предвидувања кои сметаат дека во зима ќе биде полошо, еве се покажа дека не е така. До година негде во ова време, па според експертите за ова работа, нели? А во суштина вашето прашање е повеќе медицинско прашање, не филозофско, иако има нешто што се вика филозофија на биологијата денес. Претпоставувам дека следните 2-3 години ќе бидат вакви. Ja mi bindu se një farë mënyre organizatën botërore të shëndesis e gjeti pak të paprigatitur. Isha i bindur se do të jenë shumë më të përgatitur duke pasur përvojat nga pandemi tjera që i kishim me viruset të këtij lloji, po kjo që ndodhi vërtet ishte befasi për mua si mjek, për arsye se prisja që të gjitha segmentet e organizatës botërore të shëndetësisë të jenë në nivelin e duhur. Këto e them për vetë faktin se jemi dëshmitar të deklaratave shumë kontradiktore të personave udhëheqës të organizatës botërore të shëndetësisë për atë mënyrën se si transmetohet virusi, për mënyrën se si duhet mjekohet virusi, për mënyrën se si duhet miren masat mbrojtëse, kështu që u shkaktua një huti edhe ke sistemet shëndetësore të vendeve tjera, po edhe të
këtë qytetarët në banë botën. Мислам дека генералната оценка е солидна. Прво, повторно би ја издвоила транспарентноста која што покажаа нашите институции. Мислам дека тоа беше клучниот фактор и да се изгради доверба помеѓу институциите и населението. И понатаму, она што беше примерна цел цело време на нашиот здравствен систем, а тоа е да се превземат мерки кои што ќе спречат да се преоптерети здравствениот капацитет кој што го имаме во нашата земја. Имаше во одредени моменти рестрикции, ограничување на движењата, имаше и за и против аргументи, меѓутоа ако го следиме целиот развој и фактот дека ние на вистина немавме блокирање на нашите здравствени капацитети, не се доведовме во ситуација да гледаме слики како во други земји, каде што имаме пациенти кои што седат и лежат во ходници, дека сепак справувањето е на едно солидно ниво. Се разбира дека она што го учиме сите ние тука е личната одговорност и почитувањето на сите препораки кои што се во насока на зачување на јавното здравје, затоа што мислам дека тоа е исто една многу битна порака која што треба да се извлече од кризата, а тоа е дека сите и како имаме лична одговорност во справувањето со било кој вид на криза и дека на тој начин се грижиме и за себе си, меѓутоа и за целото општество. Проблемот е кај нас што политизацијата во една позитивна смисла, значи наголемувањето на политичката моќ на сите нас. За тоа се бориме, нели? Да бидеме помоќни. Се сведува на партизација, значи политичкиот простор го узурпираат партиите. Без врзе која е етничка, ваква, тоа веќе не е битно. Гледате дека иста е. Значи, она што против што треба да се бориме, тоа е партизацијата. А што, како тоа е веќе нели? Дел од општо, за жал, балканскиот менталитет кој е сличен. Сега се покажува дека белким ова ќе биде лекција од која треба да изведеме правилни, добри заклучоци сите, без оглед етничка група, партија, конфесија и така натаму. Тука ми е надежда дека оваа лекција веќе дефинитивно ќе ја разбереме и ќе го смениме нашето однесување, а што ќе биде многу тешко. Në Maqedoni, pandemia u trajtuar më shumë te nga aspekti mjekësor, me çka edhe vëren që shumica e lajmeve u sollën rreth këtij aspekti. Aspektet tjera, sikurse arsimi apo ekonomia, u trajtuan në mënyrë të improvisuar. Dhe debatet më të thella rreth këtyre çështjeve ende mungojnë. Për shembull, nuk dihet ende se çfarë do bëhet me shkollën të fillim të shtatorit. Cilat janë kushtet për të implementuar shkollim online. Nëse shkollimi online duhet bërë vetëm qytetet ku infeksionet janë të larta, apo në nivel kombëtar. E njëjta vlen edhe për ekonominë. Shumë persona kanë humbur punat e tyre shkaku i mbylljes bizneseve dhe ende nuk bisedohet për plane konkrete për të adresuar këtë. Tani e kuptojmë përjasërisht pasi që jemi në pritje të një qeverie të re, mirë po shumë nga këto tema mund trajtohen edhe në nivel lokal, nga komunat, cilat mund të marrin rol më aktiv, të paktën në mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve, të sigurojnë që masa preventive ndaj virusit respektohen apo çmimet në tregjet janë të drejta. Прва грешка, ја потценивме опасноста. Сите треба да го смениме нашето однесување, нашиот начин на размислување, нашиот систем на размислување. Надежта е ова ќе биде секој зло за добро. Добро што сме загрозени сите. Стравот лозето го чува, а лозето е тоа наше, заедничко, а чувари на лозето сме сите ние. Pozitive e menaxhimit të pandemisë është se vërim një kanal komunikimi, sa i përket numrit të infektuarve, ku e vërim një ministër çdo ditë del e transmeton live bilancin ditor të infektuarve. Në kushtet tona, më herët, është pak e rrallë të shohim përfaqësues politik të komunikojnë në mënyrë të drejtë për drejtë me qytetarin, pasi të kenë ardhur në pushtet. Në përgjithësi, anë negative menaxhimit të pandemisë është se si çdo punë tjetër, kjo çështje u politizua tej mase. Pamundësia që të gjithë partitë politike ndërtojnë dialog mes tyre dhe të arrijnë konsensus se si të trajtojnë bashkërisht pandeminë vjen në llogari të qytetarëve. Ky mospajtim politik shpesh edhe sjell dezinformim mes qytetarëve ku vëren numër të zmadhuar të lajmeve të rreshtë rreth pandemisë dhe virusit.
Ако треба да одвојам одредени категории, прво пред се би рекла жените, и тоа е жените кои што беа дел од неформалниот сектор и кои што останаа без своите приходи. Повторно, жените кои што останаа дома и во услови на карантин, беа веројатно многу во поголем обем изложени на семено насилство. Потоа жените ромки, кои што исто така голем дел од своите приходи ги обезбедуваат во неформалниот сектор. Потоа, ромите генерално како популација, кои што се економски најдевастираната популација кај нас, и во економски, и во општествена смисла, и во здравствена смисла, мислам дека се соочија со најголемиот проблем. И да се заштитат од заразата, меѓутоа да ја превенираат истата, но и да можат евентуално заразените потоа да си ги обезбедат изолација и засолниште кое што ги дозволува потребните услови, да не зборувам за пристапот до здравствените услуги кои што им се навистина загрозени особено. Потоа сите работници и работнички од оние дејности кои што се ниско платени. Тука станува збори за оние кои што работат во земјоделието и оние кои што работат во текстилната индустрија и така натаму. Инаку фондацијата со идеја дека мораме да ги поддржиме жените изложени на семејно насилство, поддржа шелтер центар од отворен тип, кој што згрижува жени и деца кои што се изложени на семејно насилство, и тоа мислам дека на еден начин на кој што претходно не беше возможно, и сметавме дека е битно и тој сегмент да го поддржиме. Нашата целна група се жртвите на семејно насилство или оние кои што ние ги нарекуваме потенцијални, односно живеат во некаков ризик. Тие се навистина загрозена група. Во периодот од како почна пандемијата имаше некаков пад на бројките на она евиденција што ние кај нас ја водиме, нели, за регистрирани пријавени случаи на семејно насилство. Во првиот месец беше намален малку бројот, меѓутоа веќе од април наваму се повеќе и повеќе се зголемуваат повиците кои што ни потврдуваат дека навистина оваа ситуација, затвореноста на луѓето во иста средина, неможноста да се излезе, придонесе кон зголемување на семејното насилство. Оваа категорија, оваа група на граѓани, особено жените, бидејќи се тие во најголем процент, нели, жртви на семејно насилство, беа навистина во некаква безизлезна ситуација, заради тоа што, нели, не можеа да излезат од дома се да пријават, доколку немаат можност телефонски заради физичката близина на насилникот и така натаму. Така што имаше една иницијатива од мрежата за националната мрежа за борба против насилство врз жените и семејно насилство, која што сите ние здруженија кои што ја работиме истава тема, ја поддржавме и ја доставија до владата, каде што се бараше да се овозможи дури за време на полициски час жртва, доколку мора да излезе од домот, да го напушти и да пријави семејно насилство, да не биде казнувана заради тоа. И тоа беше усвоено и придонесе кон тоа да можат оние кои што се соочуваат со тој проблем во својот дом да, нели, да можат да излезат дури ако е полициски час и забрането движење надвор. Знаете како, кога започна оваа светска пандемија, сметам дека сите очи беа вперени во нашата институција. Нашите вработени веќе знаат како да се справуваат со сезонскиот грип и останатите интрахоспитални инфекции кои што, нели, се карактеристични за една болничка установа. Па не беше толку тешко да го прифатат нешто како дополнителен терет во однос на специфичните, да речеме, препораки, кои што и не се специфични, во суштина се универзални. Тоа е само да се внимава во текот на процесот на работа да се нагласи носењето на заштитна маска или дополнителна лична заштитна опрема согласно со степенот на експозиција, одржување на една физичка дистанца, редовно миење на раце и слично. Така да, ние како институција навистина сме горди. Сметам дека успешно сме се справиле до сега. Прво
Второ нешто што го видовме и на што и претходно работевме, меѓутоа еве не успеавме да го донесеме законот за работни односи пред формирањето на техничката влада и тоа ќе остане прв приоритет за наредната влада е делот на работничките и трудовите права. Значи видовме дека имавме ситуација каде што луѓето беа соочени со откази, понатаму дека сите оние кои што имаат некакви си флексибилни договори за работа беа први на удар, лицата кои што беа вработени на определено беа први на удар и тоа на нас ни укажува и веќе го адресираме во новиот драфт на Законот за работни односи дека треба да работиме на подобра заштита на работничките права на сите оние кои што имаат поинакви флексибилни форми на работа. Затоа што светот се менува, пазарот на труд се менува, се поголем дел од работните места ќе се базираат на такви флексибилни договори и ние мора да обезбедиме од една страна флексибилност, работа од дома, која што нели е актуелна многу во периодот, меѓутоа од друга страна сигурност и заштита на работничките права. Значи има тука многу фактори кои она латентно ги отвараат сите нашиот, например, традиционална неспособност за организација. Немаме талент, немаме осет да се организираме. Доцна реагиравме. Ја потценивме опасноста. Затоа што не ги слушавме оние кои со децении изборуваа. Беше многу битно за нас во соработка со локалните власти и во соработка со граѓанските организации, нели сегде каде што имаме мапирано населби во импровизирани живеалишта, да добијат поддршка во смисла на хигиенски, прехранбени пакети, за да може да се спречи евентуално распланување на заразата во тие населени места и навистина сме задоволни, затоа што ние немавме ситуација да нели не се појави висок број на заболени во меѓунаселението што живее во субстандардни услови. Би ги спомнала исто така нешто што беше критично во многу други земји, дури во земји во регионот, тоа се домовите за стари лица. Значи имавме многу лоши примери. Она што успеавме со брза интервенција, со постување на протоколи, начини на работа, навистина да ги заштитиме домовите за стари лица и тоа би го издвоила и како еден позитивен пример, затоа што ние во земјава имавме само 2 случаеви на корисници, луѓе кои што се сместени во домови за стари лица кои што беа позитивни и тие се веќе излечени. Така да можам да кажам дека таа некоја највозрасна категорија која што скоро секаде во светот се покажа дека е најкритична, имавме многу лоши искуства, успеавме да ја заштитиме, а исто така се лицата со попреченост тука, значи сите институции кои што згрижуваат лица со попреченост, навистина немавме ниту еден случај позитивен и тоа е, да речам, позитивниот дел од нашата приказна. Најниските слоеви, сиромашниот 2 пати плаќа, старо правило. Данокот ќе го однесе, нели? Цената ќе ја платат секогаш оние што се најсиромашни. И тие треба да бидат заштитени. Тој и оне што нема пари за лек, нема пари за маска, нема пари за ништо. И како таков ќе биде прво најричен тој да се зарази и да ги зарази другите. Се плашам дека мерките нема да бидат доволно социјални, да ги опфатат сите, пред се пониските слоеви. Така што мора да биде повеќе социјална правда или ако сакате да не сватите погрешно, социјализам. Тоа Белким ќе не натера да сватиме дека да обстанеме, можеме сите само ако обстанеме заедно. Да не си има илузија било која најбогата, најмоќна, воена, економски, политички, идеолошка земја не може да обстане. Не може да преживее ако не преживеат сите заедно со неа. Општествените проблеми отворени со пандемијата остануваат отворени и по првиот бран, а многу веројатно и по крајот на пандемијата што се очекува во иднина.